Пред да го почнем ова видео, сакам да кажам дека во ова видео ќе збориме за градови, котлини и етнографски места во Западна Македонија. И затоа ќе почнеме од север и ќе одиме кон југ. Овдека се наоѓа Полошката котлина, но Полошкиот регион е доста поголем. Името Полок или Полошка котлина доаѓа од словенскиот збор за поле, затоа што ова е котлина што има полиња. И тука се наоѓаат два доста големи градови во Македонија, Тетово и Гостивар. Потеклото на името Тетово има две тврдења, но најреалистично е дека името на Тетово потекнува од старословенскиот збор, чекај да се спремам малце, хутети, што значи сакано место. Додека името на Гостивар е баш тоа што мислите. Во време на османлиите, Гостивар бил град каде што се правило панаѓур и имало гости од секој регион во Македонија. Но не ги вареле гостите, туку само со текот на времето се додало тоа вар. Сега се движиме малку на југозапад. Тука се наоѓа општина Маврово и Ростуше, со мјачкиот етнографски предел. Мјаците се именувани по старословенско-македонско племе. Најбитните села во овој регион се Маврово и Ростуше. Потеклото на името на Маврово доаѓа од турскиот збор мав, што значи црно. Ова е поради што во историјата се случила некоја многу лоша битка и затоа се вика црно место. Додека името на Маврово е многу грозоморно, името на Ростуше потекнува од зборот радост. Многу јако. И сега одиме малце по-јужно кај градот Дебар. Дебар се наоѓа во Дебарската котлина. И затоа името на Дебар потекнува од старословенскиот збор, овој пат не го читам ова, што значи котлина. Следно што ќе збориме за е Кичево. Во времето на Византиската империја, Кичево бил споменуван како Китсавин или Китчавин, но турците го смениле малку и го преименувале во Фирчово или Фирчова. Исто така бил споменуват како Крчово и од тоа се добива денешното име Кичево. Но народната легенда кажува дека името на Кичево доаѓа од Кита, ќерката на Волкашин. Волкашин е татко на крали Марко, а Кита е сестра на крали Марко. И сега Волкашин изградил некое кале во ова место, што го именувал Китино кале по неговата ќерка. И така се сменило името на градот во Китинград. И во Китинград се направила една населба што се викала Кита. И на нагалено се викало Кича. Тука доаѓа името на Кичево. Но ова е само легенда. Сега ќе одиме малце по-јужно со етнографскиот предел Дебарца. Името Дебарца потекнува од некој град што постоел на ова место пред многу долго време и се викал Дебрец. И како се сменило малку во Дебарца. Сега ќе одиме на уште еден етнографски предел и тоа е Дримкол. Името Дримкол потекнува од реката Дрим и зборот кол што на турски значи војска. А во Дримкол се наоѓа градот Вевчани. Мислам село Вевчани. Името на Вевчани потекнува од старословенскиот збор Вес, што значи село. И одма до Вевчани е градот Струга. Потеклото на името на градот Струга има две тврдења. Првото тврдење е дека Струга си го добива градот по местоположбата, дека многу струже ветер. Второто тврдење е дека во градот Струга имало овци што ги стружеле. И одма до Струга е Охрид. Името на Охрид потекнува од старословенските зборови во-хриди, што значи во ридот. Но мојата најомилена легенда е легендата што ја напишале браќата Миладиновци. И легендата вака гласи: Царот Јустинијан се качил на ридовите во близина на Охрид, се изморил и кажал «Ох, рид!» И следна е Преспанската котлина. Никој не знае како си го добил Преспа своето име, но има само една народна легенда, ама не е точна. Легендата гласи дека некој се заљубил во некоја што се викала Преспа. И дефинитивно знаете каде се движи ова, кој именувале езерото по нејзе.
Очекувајте дел 2 да излезе следната недела, а дел 3 неделата после тоа. Subscribe и лайк, уште малце сум до 300 сабскрајбери, исто така види ми го гейминг каналот. Линк во дескрипција.